Во денешната емисија во фокусот ни се стартапите, можностите во нашата земја и нивната поддршка на патот до успехот. На оваа тема ќе зборуваме со Лидија Ангелкова, проектен менаџер во Преда Плюс. Добар ви ден. Неодамна воспоставивте релација со академската фела. За каков проект станува збор? Здраво, Ружица. Многу ми е драго што имам можност да ги споделам нашите искуства и нашата соработка овде, баш со тебе. Станува збор за стартап програма Green Tech Пелагонија. Ова е 10-та поред стартап програма на Преда Плюс, меѓутоа овој пат нашата соработка со универзитетот, со академијата ја официализираме на некаков начин со тоа што правиме една соработка со академијата, на некој начин да ги поврзиме академското знаење, односно младите стартапите кои што потекнуваат од оваа заедница, да им дадеме некое искуство кое што ќе ги доближи повеќе до бизнис заедницата и до донаторите, односно инвеститорите. Лидија, често пати имаме можност да снимиме наши квалитетни млади луѓе кои што имаат идеи за иновации, меѓутоа пак и знаеме дека години наназад ни се излеваат квалитетни млади деца кои што заминуваат на студии надвор од нашите граници. Како да ги задржиме младите иноватори овде во нашата земја? Преда Плюс обично ова прашање го гледа да им се овозможи на младите пристап до квалитетни ментори, до квалитетни програми и до квалитетни инвеститори. Односно, оно што го правиме ние е обезбедување на менторска програма, работиме со Google Sprint методологија, обезбедување на ментори кои што се релевантни и квалитетни, да им се обезбеди релевантно знаење кои што ќе ги направи конкурентни на пазарот. И обично кога зборуваме за стартапи, тоа се иновативни идеи кои што треба да прават скалабилност не само на пазарот на Македонија, значи ги гледаме ние глобално пазарот, не само македонскиот пазар. Така да нашата стратегија за задржување некаква, ако зборуваме, не е задржување, туку отворање на глобалниот пазар за сите млади луѓе, така да ние нашите програми одеа под слоганот и од Битола се може. Со значење дека голем бизнис може да почне и од Битола. Што веќе наназад имаме ние искуства дека постојат стартапи кои што ја почнале својот пат тука во Преда Плюс. Ние најчесто работиме со стартапи во фаза на идеја, значи со самиот почеток, на тестирање на идеите, на првично формирање на тимот, на давање на тие првични знаења, меѓутоа за нас е успех кога тие стартапи ќе го продолжат тој пат, кога ние ќе успееме да ги споиме, да ги научиме, да сами се едноставно го отвораат тој пат и едноставно успеваат во бизнисот. Ние досега сме имале стартапи кои тука почнале програмата, па веќе имаат успеси на глобалните пазари. На кои полиња нашите млади битолчани се покажа дека се најиновативни, а што е она што го бараат стопанствениците и бизнисмените? Сега најчесто се зборува секогаш за зелени идеи, за зелена агенда некаква, меѓутоа баш поради тоа и дека Битола е во регионот од транзиција за јаглен, значи она што е потребно на регионот, меѓутоа и она што е актуелно, баш се тие зелени идеи, зелена агенда. И оваа програма која што е препозната од Европската банка за обнова и развој, кои всушност се донатори на оваа програма, е баш Green Tech Пелагонија. Идеи кои што се зелени идеи во различни видови на може да и туризам, може да и агритек, ги поттикнуваме сите млади луѓе, сите стартапи да ги тестираат своите идеи. Значи нашата програма не е само она да нуди дека вистинско бизнис решение, ние ги поттикнуваме тимовите да се пријават кај нас, да ја добијат најчесто им недостига реално тестирање на нивната идеја на пазарот. Овде со оваа програма ќе бидат во можност да истестираат нивната идеја дали ќе биде успешна на пазарот. И многу често се случува идејата со која што ќе дојдат на нашата стартап програма во текот на самата програма да ја променат, бидејќи пазарот не ја бара нивната идеја.
она што го нудиме ова вистинско тестирање на нивната идеја на потребите на пазарот. Бидејќи вистина од она што можев да го разгледам од вашата програма, ќе имат можност да соработуваат вистина со многу квалитетни луѓе кои што ќе ги советуваат. Не е свилен патот до целта, сите знаеме дека има трнливост. Кои се пречките со кои што се соочуваат стартаперите кај нас овде во Македонија? Најчесто е немањето информации, немањето пристап, донесувањето на информирани одлуки поради недостаток на некакво знаење. И заради тој јас што така постои, значи ние сакаме да се надмини тој јас, да им дадеме можност да ги тестираат своите идеи, знаење да можат да донесат информирани одлуки и да бидат конкурентни на пазарот. Едноставно тоа отворање на вратите што го спомнав на почетокот е клучното. Значи успехот на нашите програми ги гледаме во давањето на таа поддршка, знаење и пристап кои што понатаму можат да бидат искористени. Значи, вие се тука да помогнете во се. Ви благодарам за тоа што денес одвоивте време да ги споделиме овие битни информации на оваа тема. Тоа е приказната на стартапите овде во Македонија, можностите, меѓутоа и поддршката која што се нуди на патот до целта.